Нови извештаи сугерираат дека платениците од групата Вагнер во Судан, поддржани од Кремљ, можеби му понуделе оружје на еден од двајцата ривалски судански генерали. Но додека се разгорува насилството во земјата, американските представници на високо ниво изразија загриженост дека вмешаноста на групата само ќе влоши ситуацијата. Очигледно, ние не сакаме да видиме дека овој конфликт се шири и секако не би сакале да видиме дополнителна огнена моќ. Тоа само ќе продолжи со насилството, ќе ги ескалира тензиите. Двајца генерали се борат за власт. Генерал Абдел Фатах Бурхан, шеф на вооружените сили, и генерал Мухамед Хамад Дагало или Хмети, водач на паравојната група позната како Сили за брза поддршка. Дагало отпатува во Русија минатата година и се обиде да добие поддршка од Вагнер. Хемети и неговите сили за брза поддршка во голема мера ги контролираат главните региони за ископување злато во Судан и многу веројатно со години биле соучесници во шверцот на злато. Групата Вагнер е на страната на партијата за која мислат дека најверојатно е во можност да продолжи да ги обезбедува овие интереси, особено во опозиција на која било влада предводена од цивили. Историјата на Вагнер во Судан датира од претходната влада на Омар Ал-Башир. Водачот на Вагнер, Евгений Пригожин, имаше блиски односи со поранешниот автократски водач Ал-Башир. Откако Ал-Башир се откажа од власта поради народното востание, Вагнер продолжи да има блиски односи со суданската војска, особено со паравојните сили за брза поддршка на чело со Хмети. Тоа е модел кој аналитичарите го виделе претходно. Групата Вагнер се чини дека се занимава со африканските земји на прилично предвидлив начин. Нормално, тоа започнува со поддржување елити, потоа се надоврзува со формален воено-технички договор меѓу државите. Русија ќе испорача оружје во замена за остапки што ќе им овозможат да ископуваат ресурси. Од почетокот на борбите во април има непотврдени извештаи дека борците на Вагнер ги поддржуваат силите за брза поддршка и ги снабдуваат со оружје. Русија го гледа Судан како стратешка локација со огромно минерално богатство и сака да помогне да се воспостави пријателски лидер, велат аналитичарите. Во последните месеци видовме многу за напорите на Русија да добие пристаниште на Црвеното море во Судан преку официјални воени односи. Тие потпиша други официјални воени односи со други земји во регионот. Вклучувањето на Вагнер во други делови на континентот, како Либија, Централна Африканската република и Мали, во многу случаи беше проблематично, вели Бен Далтон од организацијата Нова Америка во Вашингтон. Тие беа поврзани со големи збосторства. Каде и додат има цивилни жртви. Интересите на Русија се во извлекување на ресурсите на континентите за да може да ја зајакне сопствената позиција, да изгради мрежа за да се спротистави на меѓународните санкции. Тие навистина не се заинтересирани за интересите на африканците. И додека конфликтот беснее, цивилите продолжуваат да плаќаат цената.